ова све што се случува ми наликува навистина на едно добро осмислено сценарио кое што на некој начин вие како ете и што спомнавте, Сејат Кочан освен како успешен бизнисмен, собственик на медиум, значи е Бошњак и тоа не е некој што стои по страна, туку постојано со сите своји активности, активно е вклучен во подобрувањето на статусот на бошњаците, дури многу активности, манифестации, хуманитарни активности, дури не само тука во Македонија со различни, кога се случувале различни елементарни погоди, туку и надвор. И сето ова ми наликува некако дека со ова се прави и еден удар врз бошњачката заедница, особено што Сдруженијето на бошњаците, тој е и претседател на Сдруженијето за обединување на бошњаците во Македонија АВАС, ставовите на Сдруженијето се дека Македонија треба да биде мултиетничка, мултикултурна, унитарна држава. И на овој начин некако мислам дека се прави и притисок врз бошњачката заедница. Но и да го оставиме сите тие работи, да ги оставиме на страна со многу луѓе веќе од не само од вчера, од како е издадено, притворот кога е одобрен, туку и од кога е покренато обвинението, реакциите навистина луѓето беа многу загрижени, бидејќи имаме и многу голем број на бошњаци вработено во фирмите кои што се обвинети, не само Трансмет, туку и ВАТО, двете од трите фирми. Иако навистина не сум правник, меѓутоа според она што го слушнав, обвинението е и да не кажам можеби и смешно. Но ќе видиме како ќе се одвиваат работите понатаму. Ние како Сдружение на бошњаците верувам дека и голем дел, најголем дел од не само бошњачката бизнис заедница, туку и невладиниот сектор, ќе има реакции сигурно. Ќе има реакции за да на некој начин сепак не излезе ова кога имаме, кога се расправаат големите да страдаат, ајде условно кажано помалите, но нема да ги оставиме работиве вака. Навистина мислам ние ќе иницираме многу активности, многу реакции за да се ситуацијава да на некој начин нема селективна правда во Македонија, туку едноставно да и правдата и сите активности што се во судството, особено мислам работата на специјалното јавно обвинителство, навистина мора да се преиспита и мора да се стави крај на овие нарачани, да ги кажам, нарачани обвиненија. А дали сметате дека веќе Сејат Кочан е собственик на телевизија Нова, покрај телевизија Нова на удар се најдоа и другите телевизии како Сител и Канал 5, сметате ли дека е еден овој вид на притисок врз медиумите? Па искрено, прво ме прашавте од аспект да кажеме на бошњачката заедница, но во прв план јас тоа би го ставил. Мислам дека господинот Кочан, како собственик на еден медиум, на ТВ Нова, кој што навистина покажа како треба да се работи професионално и објективно, изгледа некој не сака да во државата да работиве да се пренесуваат така како што треба, посебно еве случувањата што се врзани токму со преговорите за формирање на новата влада, платформата, протестите што се случуваат. Единствена телевизија која што не само овој настан, тоа го прави постојано, но особено сега кога е во ситуација кога луѓето може да видат комплетно како се одвиваат протестите во сите градови, во живо покривање каде што се гледа дека луѓето дека нешто не чини, дека луѓето се против, дека има голема поддршка, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, веројатно и тоа некому му пречело и најверојатно директна причина и последица, од ова што се случува е и издавањето на мерката, притвор за господинот Кочан, така да контролите во другите медиуми и ова што се случи, вчера, буквално е порака за другите. И се надевам дека јавноста ќе знае да го препознае ова, може би е тргнато токму, пак викам, од припадник на бошњачка заедница, кој што не се офатени, бидејќи револтот на македонските граѓани, на македонците е голем против ова што се случува во моментот и веројатно да било некој друг медиум во прашање каде што собственик од некоја друга заедница можеби играле на таа карта да кажеме дека револтот би бил помал. Но во секој случај мислам дека македонските граѓани ќе препознаат дека се работи за класичен притисок врз слободен медиум
и на тој начин сака да се замолчи јавноста, да се дефокусираат на станите што ни се случуваат, кои што навистина значи само и со ова само ќе се продлабочува кризата. Навистина се работи значи за голем број на фирми, не само фирми, меѓутоа во бизнис секторот многу фирми се врзани една со друга, значи многу кооперанти што работат токму за фирмите кои што се дел значи од она што го представува Кочан во бизнис секторот. И на тој начин не само бошњаците, него голем број на граѓани. Јас колку што знам некаде се бројката се движи, значи само директно во овие неговите фирми над 1000, со кооперантите некаде тоа се над околу 3000 некаде вработени. Ако се земе така околу 3000 вработени, значи тоа се 3000 семејства, тоа не е мала бројка. И во вакви моменти, на ваков начин, значи спектакуларно, каде што интенцијата е јасна, каде што не може да не се направи, значи не само значи притисок тоа што е од политичка гледна точка, меѓутоа во бизнис секторот, значи секогаш кога веќе некоја фирма доаѓа под истрага, веќе тука доаѓаат и до одредени правно формални пречки, понатаму соработката со партнерите, сето тоа ќе доведе на вистина до ако дојде до намалување на обемот на работа, значи ќе биде навистина и од социјален аспект тешко. Јас дури тогаш мислам дека значи не само бошњаците, иако навистина имаме некаде по моите она што имам разговарано, значи се некаде без малку 1000 и бошњаци, тоа се некаде 5000 семејства, ако се земе така процентуално, тоа е огромна бројка и навистина мислам дека на некој начин заради политички пресметки или не знам договори и се она што на некој начин ние и него ни знаеме што се случува, што е скриено под некој превес на некоја тајност и слично, ќе се плашам дека последиците ќе бидат далеку поголеми за голем дел од граѓаните на Република Македонија, и тоа не само во Скопје, туку и во Кичево, во Охрид, значи во Битола, голем број на вработени граѓани во фирмите кои што работат директно врзани со господинот Кочан.